Живеела сама на остров со 32 мажи. Се однесувале кон неа како кон кралица, а потоа и го претвориле животот во пекол. Островот Анатахан, мал и изолиран во Тихиот океан, станал сцена на една од најневеројатните приказни по Втората светска војна. Во 44-та година јапонката Казуко Хига пристигнува на островот со својот сопруг, но нивниот мирен живот го нарушува војната кога американските сили потопуваат јапонски бродови, војници и рибари преживуваат и се засолнуваат на островот. Кога завршува војната, тие не знаат дека Јапонија се предала. Така 32 мажи и Казуко остануваат во изолација цели 7 години. Како единствена жена, Казуко станала центарот на вниманието. Во почетокот ситуацијата била стабилна, но се менува кога двајца мажи пронаоѓаат американски авион со пиштоли. Со оружјето доаѓа и желбата за моќ, но и за Казуко. Таа прифаќа брак со двајца. Следат љубомора, насилство и убиства. Во конфликтите умираат деветмина, а наскоро уште четворица. Внатрешната борба за доминација го претвора островот во пекол. Кога станува јасно дека изворот на тензијата е Казуко, некои мажи почнуваат да кројат планови да ја убијат. Еден човек ја предупредува, а таа бега во џунглата и преживува сама 33 дена. Во 51-та година американски брод конечно ги спасува сите. Од 32 мажи преживеале само 16. Казуко починала на 49 години, оставајќи зад себе легенда што до денес предизвикува чудење и недоразбирање.